Почитувани, подбучавата од градежните машини, македонското културно наследство, создавано со векови и со милениуми, е сериозно загрозено. Се распаѓа традиционалната архитектура. Ја уништи оваа власт на Никола Груевски. Се крадат иконите од црквите и крадците најчесто не се фатени, освен оние што полицијата на Еди Рама ќе ги открие, па не повикуваат во Тирана да ги препознаеме нашите икони. Буквално се орат локалитетите од диви копачи. Откопаните археолошки локалитети се оставаат на забот на времето, неконзервирани до некоја наредна изборна кампања. Наспрото оваа состојба со заштитата на културното наследство, власта формира изградба на споменици, на квази музеи како оние над и под Скопското кале. Доколку парите употребени за новите музеи, за квази етноселата и за наколните населби се употребеа за реставрација на најзначајните средновековни споменици во Македонија, македонските бисери на светската културна ризница немаше да бидат доведени во опасност. Затоа СДСМ ќе спроведе итна санација на најзагрозените артефакти на културното наследство. Во програмата е предвидена стратегија за реставрација и конзервација на споменичното културно наследство, ќе се направи листа на загрозени локалитети и ќе се формира посебен фонд за заштита врз база на листа на приоритети. И тој фонд ќе биде константен и нема да се менува зависно од политичките или буџетските состојби. Ќе се спроведе едукација на кадри, така што конзервацијата и реставрацијата на културното богатство ќе биде во рамките на наши и стручни млади лица, кои што тоа ќе го прават по светски стандарди. Ќе се донесе стратегија за менаџирање на добиените странски донации за заштита на културното наследство. СДСМ ќе го врати достоинството на музеологијата. Власта на ВМРО ДПМНЕ во 7-годишното владење отвори повеќе така наречени музеи, со кои што ги порекна сите светски музеолошки принципи. Власта на Груевски воспостави целосно нелегитимен и ненаучен систем. Секоја збирка во Македонија, во секоја општина да ја прогласува за музеј, притоа не исполнувајќи ниту еден критериум. Без стручни експерти од областа на валоризацијата на музејските предмети, без адекватни простории за чување и презентирање, без обученост за водење на музејска документација. Ниту една од овие нови музејски институции не е потврдена на сериозна јавна или стручна расправа, ниту пак е резултат на стручен елаборат за оправданост. Но, затоа постојната музејска мрежа ја доведоа во колапс. Грижејќи се за новите музеи, кои што ги опремуваат со најнова техника, старите и квалитетни музејски поставки пропаѓаат, а многу дела од депоата не се извадени пред лицето на јавност. Додека за новите музеи власта троши енормни буџети за фалш музеологија, старите тонат во долгови. Додека новите се рекламираат на државната телевизија, старите музеи како и да не постојат. Затоа, во нашите мерки предвидовме како ургентност санирање на штетата што оваа неодговорна и некултурна власт ја направи и повторно враќање на музеологијата во чекор со европските стандарди и критериуми. Благодарам.